Над 330.000 спорни гласачи, едногласно констатирани од Државната изборна комисија, се најдобар доказ дека последните неколку изборни циклуси во Македонија се нелегитимни. Бандата на Никола Груевски, Мијалков и Ставревски се обидува да го прикрие криминалот со избирачкиот список. Ова е допис од Дирекцијата за заштита на личните податоци од вчера, 30 март 2016 година. Дирекцијата во која што сега директорува Горан Трајковски, поранешниот директор на Управата за јавни приходи, која што ги пеплоса фирмите со казни заради личните и бизнис интереси на криминалната банда на власт. Со ова решение практично се забранува објавувањето на избирачкиот список на интернет. Дирекцијата за заштита на лични податоци со тоа директно го крши изборниот законник и договорот од Пржина. Членот 31, став 28г од изборниот законник е дециден и гласи: Државната изборна комисија го објавува избирачкиот список на својата веб страница со име, презиме и адреса на бирачите. Институцијата која што го преспа целиот криминал со нелегалното преслушување на телефонските разговори на граѓаните од страна на бандата на Никола Груевски, Мијалков и Ставревски, сега се разбуди од кома. Да се подсетиме, во извештајот на Прибе постои посебен дел посветен само на дирекцијата. Во една од препораките кои се однесуваат на дирекцијата се вели: иако законот за заштита на личните податоци е генерално во согласност со европските стандарди, недостатокот на активности од страна на дирекцијата сериозно ја загрозува независноста и довербата во оваа институција. Кратко кажано, Горан Трајковски по панична нарачка на бандата на Никола Груевски, Мијалков и Ставревски се обидува да го скрие криминалот со избирачкиот список. Со ова решение на дирекцијата, граѓаните повеќе ќе немат вистински увид во избирачкиот список и нема да можат да пријавуваат неправилности по однос на истиот. Со ова решение се потврдува дека најголемиот страф на Никола Груевски се фер и демократски избори. Во оваа прилика јавно ја повикуваме Државната изборна комисија да не постапува по однос на ова барање на криминалната банда. Ја повикуваме Државната изборна комисија да застане во одбрана на изборниот законник и да работи согласно законите. Благодарам, ако имате прашање, повелете. Што однесува конкретно, значи избирачкиот список беше ставен на увид, сега на увид се теренските проверки и после кога ќе заврши треба повторно да се стави на увид. Значи зашто точно мисли дирекцијата и зашто реагира сега кога избирачкиот список беше пред скоро еден месец, не знам колку помина веќе, нели се затвори, да речем, таа можност да се пријавува. Откако граѓаните самите увидоа за целиот криминал кој што постои на избирачкиот список, настанува очигледно оваа панична реакција. Откако почна и теренските проверки и голем дел од констатациите се потврдуваат и на терен. Се работи за забрана за објавување на избирачкиот список на интернет согласно новите одредби во изборниот законник. Фактички со ова решение се враќа претходната состојба каде што граѓаните ќе можеа само со конкретни лични сопствени податоци да проверат дали самите се на избирачкиот список. Впрочем ќе ви го поделиме решението, па ќе можете и сами да видите. Како коментирате што голем број јавни личности, меѓу кои членови истакнати на СДСМ се наоѓаат на се предмет на теренска обработка? Овие 330.000 спорни гласачи, граѓани, никогаш никој ниту тврдел, ниту тврди дека треба да се избришат од избирачкиот список. Согласно критериумите кои што ги утврдија сите членови на Државната изборна комисија, се направија споредби на бази на податоци кои што даде одредени резултати. Во овие споредби на бази на податоци имаше 32 најразлични прашања. По разни основи ние разговаравме со овие наши членови, односно ги видовме нивните ситуации, нивните предмети. Да, согласно одредени прашања, овие луѓе излегле дека треба да бидат дополнително проверени. И тоа тука нема ништо страшно. Ние бараме вистинска проверка на избирачкиот список. Никој не треба да се брише доколку има право на глас согласно законот, но дефинитивно
треба да се избришат тие што немаат право на глас согласно законот. Не знам дали е тоа обид да се представи дека всушност нема фантомски гласачи, туку дека вие ги создавате тие фантомски гласачи. Не, токму ова решение денеска е потврда дека има фантомски гласачи и некој се обидува да ги скрие. Тоа е факт и граѓаните самите го видоа преку нивниот пристап до избирачкиот список преку интернет кој што го имаа до сега, а некој сака да го прекине. Како течат теренските проверки? Хаотично, во различна општина различно, меѓутоа се уште ги согледуваме состојбите, во следните неколку дена ќе излеземе со некоја по-детална анализа. Вчера ја имаше пресконференција нова во врска со уништување на опремата за прислушкување. Како го коментирате тоа? Добро, најпрвен ја повторуваме нашата целосна и принципиелна поддршка на работата на специјалното јавно обвинителство. Но настаните од вчера се најдобар доказ дека немало странски служби, немало жолти комбиња, немало сечени, лепени и монтирани снимки. Вчерашните настани се најдобар доказ дека Никола Груевски постојано и цело време лажи. И вчерашните настани се најдобар доказ дека сите оние кои што го прекршиле законот ќе одговараат и дека и Никола Груевски ќе одговара.